Добро утро и од мене, Александра Бубевска. Во Обштествена сцена сме, а мој утрински гостин е Владан Дробицки, музичар и коосновач, еден од основачите на новиот джез фестивал, кој што треба да се случува на 23 и 24 сега за неколку дена всушност. Па кажете ми на почетокот прво да ви заблагодарам што одвоивте време, дојдовте во нашето студио да разговараме за овој нов джез фестивал, за кој што секогаш се поставува прашање за било каква нова културна некаква манифестација или фестивал, дали имаме ние доволно публика, дека имаме джез традиција, тоа е очевидно, но дали имаме доволно публика? Овака, прво добро утро, ви благодарам на поканата. Евидентно е дека имаме публика, тоа го докажуваат и предходните манифестации од овој тип, како Скопје джез фестивал, Прилеп джез викенд или Куманово джез фестивал, Астиво и така натаму. Обично се распродадени сите джез концерти кои до сега се случуваат, обично се доста посетени, така да ја мислам дека публика има. Дали овој фестивал требаше да се одржи всушност во март? Го планиравте, но заради ситуацијата со пандемијата тој тогаш се одложи. Па кажете ми, првично требаше подолго да трае? Добро, требаше да трае 3 дена, но беше предвиден 3 дена со 6 концерта. Сега успеавме да го сузбиеме, како се вика тоа, компресираме во 2 дена, а додадовме еден концерт, 7 концерта ќе бидат за 2 дена. Малку потешко за публика, но јас мислам дека прво публиката во моментов сега осеќам дека е желна за вакви културни манифестации, конкретно концерти, джез концерти. Така да нема да и биде претешко да проследи првата вечер 4 концерта, втората вечер 3. Да, тоа е прилично интензивна програма. Па да. На некој начин мислам дека и добро што вака некако се одвиваат да работиве. Еве во март месец фокусот на самиот фестивал од публиката можеби до некаде беше и помал, ради тоа што до тогаш се случува доста културни настани во градот. Сега имаме пауза од колку 4-5 месеца без ништо да се случува. Без никој ништо да организира ради X познати работи, нели? Ние сме фактички првите или едни од првите кои да, се решивте во физички да го остварите овој фестивал за разлика од многу онлайн настани кои што ги имавме. Па не, добро. И вака реално кога го пуштивме ивентот нели кога го најавивме фестивалот, не изненади реакцијата на публикава, позитивната значи во енормно голем број, рековме вау. Тоа е тоа. Што беше мотивот да се зафативте? Да се зафатите со организирање на нов фестивал кој што е прилично тешка работа, бидејќи кажавме, има традиција за джез музиката во Скопје и во државата, но што ви беше конкретниот мотив? Па добро, ние тргнавме пред 2 години, односно приказната почнува малку и порано. Со джез групата Сетстат спремавме аудио материјал и знаете кога го спремите аудио материјалот, онда мора да го издадете, барате издавач. И некако дојдовме до господинот Мирко Попов и PMG Recordings. Го направивме материјалот за нив, сега за таа куќа, сега добро арно, ама PMG Recordings не беше куќа која е специализирана само за джез. Мојата интенција е джез и само джез и повеќе джез. Онда тогаш некако соработката со Мирко Попов прерасна во интензивно другарување, пријателство и рековме добро, ајде да пробаме да се обидеме да направиме нешто повеќе. Оформивме саб-лейбл кој се вика PMG Jazz. Работи во рамки на PMG Recordings, но посебна групација која се занимава стриктно само со джез или тоа ние што мислиме дека е джез.
Веќе издадовме 15 за година и пол. Сега не ме взимате точно за збор, 15 албуми, што за македонски услови во наводници е вака пристојна бројка, еве да кажеме. Повеќе од пристојна би рекла ако се работи за година и пол и 15 албуми. Може би и помалку од година и пол, еве. И сега доаѓате до ситуација, имате материјали во раце, а реално материјалите немаат некоја перспектива во поглед на промоција, значи мораме некако да ги промовираме. Ние сега обично после секој издавање на материјалот правевме концерт, ама концертот немаше толку многу, како се вели тоа, внимание, насоченост генерално од публиката. Беа убаво посетени, но знаете како ќе направите концерт и на тоа завршува. Да, нема понатаму што каде. Да, не живе. Тогаш решивме, ајде да се обидеме, имаме веќе доволно материјал, да се обидеме целата приказна да ја подигнеме на друго ниво, да направиме прво фестивал. И со идеја дека 4, 5, 6, 7 нели единки се појаки од една. Значи дека фестивалот прво би требало да заграби од фокусот на публиката. Тоа е едно. Второ, ќе имаме можност да направиме добро промо материјали и тие промо материјали понатамо да ги промовираме надвор. Па еве, стигнавме до ова кај што сме сега. Да, сега мислам дека е време и поконкретно да проговориме за самата програма на ово прво издание на фестивалот, кој што ќе се вика Джез крај Вардарот. Джез крај Вардарот, да. Вака 7 концерта рековме. Првата вечер отварањето е со господинот Филип Букршлиев, млад гитариста, кој има пред 2 месеца, не ме зимате за збор, одлично дискографско издание. Значи соло гитара. После него вториот концерт е на Сетстат. Третиот концерт на млад скопски бенд трио се вика Зулу 3.4 и првата вечер ја затвара Кантон 6 квартет. Втората вечер ја отвараме со Јордан Костов квинтет. После Јордан Костов Кобалт Код Юнит, тој е млад кочански состав. И затвараме со, за мене можеби во моментов најактуелниот македонски джаз бенд. Бенд кој лани на Бендкамп, светски Бендкамп, беше прогласен за еден од 15 најдобри бенда, односно албуми кои се појавија воопшто на Бендкамп во джаз сферата, значи за македонски вака услови невидено некој остварување, а за септември месец има албум на месецот на Бендкамп во джаз сферата зборувам. Значи Светлост, Ритуал, Одрон оркестар, импозантен состав од 11 луѓе. Тоа го најавувате, практично ги најавувате како звезди на ова издание. Па, и звезди се. Така е. Спомнавте дека сакате да се промовирате и во странство ова што ќе се случува на ова прво издание, но и понатаму предпоставувам. Како планирате тоа да го изведете? Предпоставувам да не беше ваква ситуација со пандемијата, ќе сакавте да имате можеби и гости од странство? Па да, гости од странство се секогаш добродојдени поради тоа што го креваат интересот кај публиката за самиот фестивал, но главната интенција не е да викаме да покануваме гости од странство. Гостите од странство, нели во наводници, и они и така доста свират, односно настапуваат надвор. Да. Не настапуваме превише ние македонскиве музичари. Така да во главном фокусот наш ќе биде и понатаму на македонската джез сцена. Со тоа што ќе се трудиме да откриваме и да помагаме млади музичари, и не само млади музичари, него воопшто луѓе кои сакаат да работат со нас и со джез музика. А предпоставам и да издавате материјал по тоа. Апсолутно.
Значи, ние дојдовме до ситуација да можеме да снимеме материјал, да го испроducираме материјалот, да го издаваме материјалот на било каков медиумски носач, да организираме концерти и еве сега и фестивал. Да, во оние материјали што имав можност да ги прочитам како најава за фестивалот, вие велите дека нема да се држите до некои строги критериуми, односно ќе се обидувате да излезете од таа строга дефиниција на тоа што значи џез музика и да внесете еден мултимедијален фактор во целата приказна. Добро, мултимедијален фактор е можеби, еве не велам погрешен збор, можеби погрешно разбран збор, но лично моето, а и на мојот коортак во целава приказна Мирко Попов е дека погледот кон џезот не може да биде едносмерен. Мора да биде многу широк. Мислам, во денешно време е илузорно да зборуваме што е тоа џез, односно да гледаме превек канонски на џез како музика. Мислам, никој не може да ми каже дека Кендрик Ламар, како пример кажувам, не е џез музичар или Винтон Марсалис е џез музичар, мислам, визави. Така да може би све е џез, а може би и ништо не е џез, нели? Така е, широки се рамките на џез Апсолутно. музиката. И сега не можете да избришете границата помеѓу од друга страна класична музика и модерна класична музика визави џез музикава. Ако е тоа така, онда зашто би се ограничувале на не знам, на еден мејнстрим стил или нешто слично. Така да едноставно мора да биде тоа се отворено и не постои друг пат. Владан Дробицки, џез музичар и коосновач на новиот џез фестивал кој ќе се одржува на 23 и 24 јули на платото кај МКЦ. Јас ви посакувам успех и ви благодарам што одвоивте време рано утринава да дојдете да ни го представите овој нов фестивал. Фала. Не знам дали имаме уште време да кажам дека организирањето на концертиве е максимално под со почитување на сите протоколи воопшто измислени до сега околу тоа. Мирко беше еден од учесниците, односно еден од луѓето кои ги правеа протоколите за организирање на концерти. Така да со мерење температура на влез, купување карти онлайн кои се by the way 100 денари, мислам многу ефтини, со почитување внатре на растојани помеѓу столици 2 метра, носење обавезно маски и така натаму и така натаму. Така е, тоа мора да се почитува, тие протоколи мора да ги почитуваме. Уште еднаш благодарам.